Чесно и одговорно ја врше функцијата градоначалник на Крива Паланка. Кривичните пријави се класична хајка и политички прогон кон сите градоначалници на претходната власт, смета поранешниот градоначалник на Крива Паланка Арсенчо Алексовски. Според него, време е новиот градоначалник да почне да ги реализира проектите кои ги ветил на граѓаните. Тврди дека до сега нема добиено ниту една кривична пријава. За сите нив дознал од медиумите. Јас до сега кривична пријава немам добиено. Таа ме запозна дека имало кривична пријава против мене за спортската сала во општина Крива Паланка. Што е кривичната пријава? Кривичната пријава било затоа што во членот 7 од договорот стоело дека спортската сала ќе се гради на територијата на гимназијата Ѓорче Петов. Зашто се работи? Значи, прво мора да кажам дека веднаш постапувањето на должност градоначалник од 2009 година, јас како градоначалник се изборив Крива Паланка да добие спортска сала. Значи, уште во јуни месец ние подпишавме договор со Агенција за млади и спорт и гимназијата Ѓорче Петов за изградба на спортска сала во Крива Паланка. Тоа е нешто што никогаш Крива Паланка го немал. Значи, за 3 месеца јас успеав да го добијам тоа. Спортската сала е една од 35 спортски сали кои се градени на територијата на Република Македонија. И во текот на предизборната кампања Алексовски тврди дека преку медиумите дознал дека е поднесена кривична пријава кон него за превоз на ученици. Според него, секој родител дал изјава под морална, кривична и материјална одговорност дека неговиот дом е оддалечен 2 километри од училиштето за да се стекне со право на бесплатен превоз. Врз основа на изјавите на децата, им е одобрено правото на бесплатен превоз. На овие деца домот бил оддалечен 1900 метри, 1950 метри и затоа јас сум направил кривично дело за тоа што сум овозможнил нивните родители да се здобиат со противправна имотна корест затоа што тие деца биле возени. И сега замислите вие, ако сте на 2 километри и 50, вашето дете го зимаат, а на 100 метри подоле други 2 деца или 3 не ги зимаат да ги возат во школа, како ќе се осеќате како прво? Второ, секој родител дава изјава под морална, материјална и кривична одговорност дека неговиот дом е оддалечен повеќе од 2 километри за да се стекне со право на превоз на неговото дете. Што значи родителот дал изјава и ние на основа на таа изјава сме го вклучиле неговото дете да биде, како да кажем, да се вози со школскиот превоз. И ја не знам каде е тука мојата вина. Зар ја треба како градоначалник да земам метро, да мерам колку е домот од училиште до него. На крај памет, не знам со кој памет таа кривична пријава. И зошто? Се гледа дека сето тоа тенденциозно. Она што ја брануваше јавноста во периодот на изборната кампања беа токму кривичните пријави кон градоначалниците кои беа од редовите на ВМРО ДПМН. Речиси кон сите градоначалници беа поднесени кривични пријави. Во тој период, од партијата ВМРО ДПМН сметаа дека пријавите се притисок врз кандидатите за градоначалници.